Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. Ставен е во функција хидросистемот за наводнување на Валандовското поле од проектот Јужно-Вардарска долина втора фаза. Со овој проект вреден на 24 милиони евра се очекува да се наводнуваат 2150 хектари обработливо земјоделско земјиште во атарите на валандовските населени места Удово, Пирава, Калково, Јосифово. Бенефитите од истиот ќе ги користат најмалку 1000 домакинства, чија основна дејност е одгледување градинарски култури и овошни и лозови насади. Системот за наводнување го пушти во употреба премиерот Зоран Заев, кој заедно со вице-премиерот Лјупчо Николовски, министерот за земјоделство Аријанит Хоџа и градоначалникот на Валандово Pero Костадинов ги истакнаа бенефитите од овој капитален проект, кој ќе значи дополнителен инпут за локалната економија во општина Валандово. Во предвидениот рок е реализирана втората фаза на проектот за наводнување на јужната долина на реката Вардар, што за земјоделците значи намалување на трошоците за производство и предуслов за осовременување на агросекторот. Станува збор за модерен систем за водоснабдување во земјоделството, кој е од витално значење за овој еден од најголемите земјоделски краеви во Северна Македонија. Модерно, конкурентно, извозно ориентирано земјоделство е еден од нашите приоритети. Даваме силна подршка за земјоделството и затоа од голема важност е да се користат сите повици и програми на владата кои се вистинска можност за осовременување на земјоделското производство. Системот приклучен на реката Вардар ќе испумпува 2300 литри во секунда за да стаса водата во атарите на населените места Удово, Јосифово, Калково, Пирава. Изграден е главен цевковод од 9 км, 6 помпни станици и дистрибутивна мрежа од 90 км. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Аријанит Хоџа рече дека без вода нема конкурентно земјоделско производство, при што потенцираше дека и во иднина ќе се инвестира во изградба на хидросистеми. Ова ќе придонесе за интензивирање на земјоделското производство и зголемување на приносите на земјоделските култури, а крајно ќе влие за поголем развој на општините и зголемување на вкупната домашна економија. Земјоделците од овој регион ќе може да го прошират производството, да воведат нови култури за кои е потребно стабилно наводнување, а тоа од денес е наша реалност. Во инвестицијскиот план за управување со водите и инфраструктурата за наводнување предвиден е буџет за рехабилитација и модернизација на постоечка инфраструктура за наводнување, како и поправка на мали брани и резервоари. Изработени се основните проекти за мали системи кои треба да се градат во иднина и за кои е обезбедено финансирање. Првиот човек на општина Валандово, Pero Костадинов, подлече дека ова е сон на една генерација и најмалку 1000 домакинства ќе ги уживаат бенефитите од изградбата на хидросистемот Јужно-Вардарска долина втора фаза. Според него, со овој систем се става точка на идеите за развој на општината со тешка и загадувачка индустрија, при што акцент ќе се дава на еколошко чисто земјоделско производство. Удово, Јосифово, Калково и Пирава, како најголеми населени места од овој дел на нашата општина, од денес па натаму ги намалуваат трошоците и ја зголемуваат ефикасноста на сопствената работа во земјоделството. Гарантирани се минимални загуби и висок степен на предвидливост. Свртуваме страна на планирано производство и конкурентен квалитет за пазарот. Фаќаме чекор со развиените заедници и ги следиме примерите на поуспешните од нас. Продолжуваме темелно да инвестираме во сопствената компаративна предност, земјоделието, да се развиваме како еколошка и чиста средина и да се фокусираме на економскиот развој и благосостојбата истовремено. Средствата за реализација на проектот се обезбедени од буџетот на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, но и од Германската развојна банка во форма на грант и на заем под поволни услови, со односот е 30-70%. Со овој хидросистем ќе стопанисува акционерското друштво водостопанство, кој ќе испорачува водата до двете земјоделски задруги за наводнување во Валандовскиот регион. Тие допрва треба да ги утврдат цените за испорака на вода до земјоделците. Според информациите, тие ќе се базираат по површина и во зависност со каква култура е засејана истата. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk